Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Mala, 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 grupa pederi, ovde kovoga dani. Mala, 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 mala nije da, Slovačka je mala, mala kuća golema. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Па и ако би бил, ако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. А сега, против хипертензија, малку поезија за добра ноќ. Кој ќе паднеме од власт. Кој ќе паднеме од власт, никој нема да ни пушта пораки за нова година. Кој ќе паднеме од власт, месарот наместо телешко ќе ни спакува говецко. Кој ќе паднеме од власт, на улица ќе бегаат од нас како од мрднати. Кој ќе паднеме од власт, ќе не гледаат ко шугави или дртнати. Кој ќе паднеме од власт, конобарите ќе ни плукаат во салатата и ќе ни се мочаат во жтата. Кој ќе паднеме од власт на регистрација, никој нема да забележи дека не ни кочи колата. Кој ќе паднеме од власт, никој ќе нема цигари да ни донесе. Жените ќе не остават, децата ќе не заборават, комшиите од нас ќе бегаат кога ќе паднеме од власт. Кога ќе паднеме од власт, нема да имаме джандари, нема да имаме суди, нема да имаме криминалци да не чуваат, да се сликаат со нас, како кога бевме на власт. И сите ќе сакаат да не напупат кој ќе паднеме од власт, ќе сакаат да ни го бапнат со сласт, да ни ги земат парите и швалерките, да ни ги конфискуваат зградите, да ни ги соблечат тренерките, панталоните, гачите, да ни се изживуваат силно, кој што се изживувавме ние. Сите ќе сакаат, да, но кога ќе паднеме од власт, ќе биде гъс преку глава. Ќе викаме, Кале, не давај, а на Кале Стојко не му чуе. Земаат ново дете маме да ни расплаче, да не тепа, а да не ни дава да плачеме, кој ќе паднеме од власт. А ќе паднеме од власт, зашто власта не е наша крава, зашто народ зима и народ ја дава, зашто куче машто јаде на крај стапот го јаде, така тоа бива, кога голем залет земаш, а кратка писта имаш. Кога ќе паднеме од власт, колку заебано ќе биде. Избори, 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 избори. Викавме конеарни 4 години, ама джабе, пак си дојдовме на редовниот термин. И секојаш кога ќе дојдат избори, се јавува некакво чувство на надеж дека нешто ќе се промени. И ќе отидеме, ќе гласаме, и после ќе не спакува калето и пак ќе се вратиме во нашата мизерија. Пред некој ден гледав некоја анкета помеѓу обичните граѓани за тоа како е во Македонија. За разлика од Пендарко, кој тврди дека тече мед и млеко и по некоја чајна салама за народот, луѓето по улици буквално сите го кажа истото а се однесуваше на ова. Значи вака велат: катастрофа! Никогаш полошо не било. Ужас! Беда, сиромаштија, бе, страшно, ова не е нормално. Избори, избори. А тоа беа само дел од фразите со кои граѓаните го опишуваа владењето на квинслинзите од СДС и ДУИ, кои умреа од радост дека собрале потписи за Пендаровски, а тој, љубави, веднаш се закани дека готово било. ВМРО давало лажни анкети, а според вистинските анкети СДС е веќе на 50 пратеника. У себе сигурно си рачуна 3 од карти на ДУИ, односно 10 пратеника, а веќе се гледа себе си како го увалил газот во фотелијата уште 5 години да дреме и да допродаде што има од државата на неговите странски ментори. Но да видиме што ние како народ добиваме, а што добиваат политичарите на овие избори ако ги гласаме.
Како прво, ние онакви какви што сме сиромашни, буквално за овие 30 години не добивме ништо, а од Заев и Булјументава и тоа ништо ни беше одземено и сега сме чираци во сопствената земја. Второстепен народ, без пасоши, без здравствена заштита, со неизвестна иднина во најсиромашната земја во Европа. Нас не лажат, ние одиме ко телиња, ги гласаме и наместо подобар живот, отворен пазар, демократија, шанса за секого, добивме предавства, арамилак и корупција. Едно големо ништо. Компир нула. Избори. Добиваме мизерни плати, мизерна социјална помош, мизерни здравствени услуги, мизерна екологија, загадување, непрофесионално, спори и арогантна администрација, високи даноци, извршители и коцкарници. Тоа е оно што го добиваме. Ајде да видиме зашто ги гласаме, што добиваат политичариве. Како прво, добиваат власт и наместо да ја користат за доброто на сите и напредот на државата, тие ја користат за криминално богатење. Потоа добиваат огромни плати, по 2000 евра за пратеници и директори, потоа управни одбори, вработување во лежачки фирми, патни трошоци, дневници, потоа добиваат службени коли, бензин, сметки во ресторани. Што добивате вие што ги гласавте, а? Пак ништо, компир, избори. Ништо. 140 денара за студентите дневно. Паушетаче се фалеше со тоа. Каков срам. Не знаат студентиве дали да ги јадат или да ги гледаат. Па намалени субвенции во земјоделие, во приватно здравство со оган цени. Полагање на возачки испит по 10 пати, за да лапат папари, инспекции, даноци. Тоа добивате. А што добиваат политичарите? Добиваат кркање бифтеци по смешни цени во собраниското бифе, нови мобилни телефони, платени сметки, некои добиваат станови да живеат тука и многу тендери. Само паметот им е во тендери, или едноставно кажано ограбување на даночните пари во државната каса. Тие не ја крадат државата, тие ве крадат вас, тоа е сите нас, а од парите кои ги двоиме за даноци, царини и други давачки. Дали знаете дека кај нас единствено во светот ДДВ се наплаќа по издадена фактура, а не по наплатена фактура? Се товари бизнисот на неплатеното. Тоа е исто како да не сте добиле струја, а морате да ја платите. Мада морам да кажам дека и тоа го има кај нас. И така политичариве не ограбуваат масовно, и македонци, и албанци, и по некој влав, турчин, србин и ром, по некој бошњак и сите други. И затоа, ако барем морате да гласате и да излезете и да им ја дадете власта, направете барем еден критериум по кој ќе го дадете, вашиот ценет глас. Не по лепота, не по јадење лајна на телевизија, не по партија, гласајте по лично убедување. За кого? Сега ја ќе ви кажам за кого, што е проблем. Не дека сакам да ми се мешам, ја ќе ви кажам за кој да гласате. Јас ќе гласам за оние кои најмалку лажат. Таква градација направив. Ако некој лаже, значи и краде. Кој најмногу лаже или ич не краде, а уствари кој најмалку лаже или ич не лаже, тој изгледа и најкадарен. Значи, не гласајте за досегашниве лажговци. Па не отруе со лажење, не изгоре од лажење. На лажговци глас не им давам. А кои се тие? Па многу добро ги знаете. Кој ве лажеше 6 години. И не само што ве лажеа 6 години, секој ден ве лажеа по 10 пати во тие 6 години. Затоа памет до глава и гзот до зид. Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Направи промена. Добре, дојдовте во уште едно прекутасевски шоу. Морам да ви се заблагодарам на сите што ме поддржувате, посебно на македонската диаспора која просто ме пие со поглед, ги конзуми, зависна стана од овие прекутасевски шоа. Ви благодарам и што пазарите кај нашиот спонзор Технополис, особено жените. И нормално ви благодарам и што се претплативте на првата македонска платформа за гледање на оригинална македонска филмска програма и комедија. Времево е во најмала рака чудно. Мислам, сега кога снимаме, вчера беше 25 степени, денеска е некака 3-4 степени. Значи времево тотално отиде. Знаете каде. Нели? А, покрај времето,
покрај метеоролошката прогноза се збудале светот. Светот знаеме дека се збудале не веќе подолго време, особено последните 45-50 денови. Слушаме Европа изставила санкции на Русија, а во Русија зејтинот €1 и го има колку сакаш. Каде да влезеш зејтин? Овој што зборат Русија вика, ќе влезеш во бурекджилница зејтин, ќе влезеш во сладкара зејтин, имате зејтин имаме. Ќе влезеш у некаде не знам каде тамо, кај аутомеханичар зејтин да не продадете, зејтин. Значи сегде го има зејтинот во Русија, ама во Европа го нема никаде по рафтовите на супермаркетите, а башка зејтинот е €5, лебот во Германија €10. Кај нас зејтинот од 120 до 140 денари. Па добро бе, што ни даваат? Еликсир на младоста направен од некој Метузалем тибетански свештеник горе што го прави на 3000 метри надморска висина. Па што е бе тоа бе, 140 денари зејтин бе, а баш како нема никаде, нели, како и во Европа по рафтовите. Овие санкции затоа можат да се наречат со името "сум се убивал сам себе". Тоа е најточната дефиниција за овие санкции што ги наметна Европа, тоа е Европската унија, а со неа нели и ние. А кај нас ништо ново. Пола влада е во затвор, а пола се спрема да оди во затвор. Изгледа на крајот премиерот ќе го земат од овие што веслат кајчине во Охрид, може ќе се погоди. Бугарите уште не работат, нели, како бавча со македонски стајковски пипер и скопски патлиџан јабучар, ама со бугарски корени, кога ќе собереш и одземеш дупло голо, ама уште не го вадиме кубурот, го чуваме за не дај Боже. Но тоа не значи дека не можеме да си правиме преку тасевски шоу, да си се ладиме. И да ги ставаме нели на тапет сите оние што тоа го заслужиле, затоа што ова е демократија, па затоа да почнеме со плескањето. Вучич ќе не брани. Не, обратно беше. Вучич ќе не рани, НАТО ќе не брани. Вучич можеби ќе не рани, ама НАТО што ќе не брани. Но, Орбан важно ќе ни дава банани. Зашто вакви мајмуни кон нас нема никаде, бе, никаде, бе. Испаднавме најголеми мајмуни, бе. Не знам како да кажам, дури мајмуниве полека еволуираат луѓе, ние деволуираме. Сега не знам што е подолен или од мајмунови. Дарвин рекол дека потекнуваме од некој заеднички предок, ние или мајмуните. Не знал кој е точно човекот, пошто не стигнал да го запознае, мислам, овој заедничков предок, не човекот. Ама да, ние сме потекнули од заеднички предок. И сега добро, сега да не ја тупиме на тема еволуција. Што сакам да кажам? Во Србија победи Вучич, ги искина ко свиња кеса. Они нешто опозицијава, нели, се надева, нешто тоа, камваси, мамваси, дека Вучич конечно ќе падне. Исто вие во Унгарија се надева, Орбан е готов, нели, ова. Ама на крај изгуби дека сите се излажале. Победи Вучич, победи Орбан, само уште Зеленски губи. Дали знаете дека тој Зеленски има вредност од $600 милиони? Да, не слушнавте погрешно. $600 милиони. И дека месечно заработува $790,000. Председникот на една од најсиромашните држави по стандард во Европа. Не дека Украина не е богата, но народот е сиромашен. Некој ќе рече, голема земја е тоа, има жито, со лопати да го ринеш, има ресурси. Ало, Том Круз е проценет на $500 милиони. Има 5 франшизи и го гледаат во кината и на тебе во цел свет. А Зеленски со она која свиреше, нели, овој пијано со тоа питонот, исто го гледаат цел свет. Мислам да е разлика, мислам овој свири пијано со питон, а овој Том Круз снима филмови, она саентологија. И овој Зеленски поише вреди од Том Круз. Што свири со тоа питонот пијано. Знаете како викаме ние македонците? Сигурно ги има заработено од плата. Имаме ние такви кои со платата ко Зеленски имаат заработено милиони, не дека не. Некој ќе рече, добро, чекај бе, ти за Зеленски. Путин бе колку има? Остајте го вие Путин. Путин е 20 години председател на најголемата држава на светот, која што кипти од газ. Кипти! А Европа ненормално, им даваат санкции на Русија, мислам. Санкции. И купуваат 10 пати поскап газ од Америка. А башка немаат каде да го складираат. Лудило, бе, и шизофренија. Шизофренија. И сега Путин со Зеленски, добро бе, Путин нормално е да има поише милиони.
За Зеленски е за него мало дете у секој поглед. Ако Сорос можеше со 5 милиони долари да направи шарена револуција и да дојде на власт во Македонија, кој има 2 милиони жители, пардон, јас сум уште по овој стариот попис, нели, што беше, пошто овој на Апостолов што менја бројки секоја вечер во компјутерот, не му го признам тој попис, нели? Тогаш Зеленски со едно стотче можел да ја лапне украинската власт ко поп сармаве. Замислете. И сите знаат дека дојде на власт како марионета на Западот. Мислам, читај ова, преведи си дека Америка тука стои зад него, нели? Што мислите вие? Случајно беше тоа што неколку години пред да стане председател глумеше во украинска серија каде што глуми учител кој што станува председател на Украина, обичен човек од народот, од плебсот, одеднаш се вивнува на политичкото небо и станува. Па тоа му беше, како да ви кажам, пракса. Пракса од тие тајната агенција. Прво те ставаат, пошто си глумец, да одглумиш како е да се биде председател, да осетиш тоа, да осетиш атмосферата, филингот, и после кој ќе одглумиш ја снимиш серијава, стануваш вистински председател и правиш по 800 милиони евра на конто ставаш. И пази сега, наместо да се избори за мир и со предлогот на германците и французите да потпише неутралност на Украина на 15 дена пред нападот и со тоа да ја избегне војната, тој по паметот на овој што вистински си ги сака децата, овој Бајден. На негова сугестија, место да се повлече, тој го втурна светот во ужас, бе. И се прави на 3,5. Кога го прашале за нацистите од Азов што се одговорил, тие се тоа што се. Па ако се тоа што се, сега некој мора да сноси одговорност. Големите лидери кога се соочувале со пресудни решенија за својот народ, понекогаш и жртвувале дел од него, одсекувајќи ги метастазираните делови на своите општества во интерес на поголемото добро и мирот. А ако Зеленски се пресметаше на време со Азов, ако работеше на неутралност и разоружување на Украина, денеска немаше да биде таму кај што е. Ама изгледа него не му е грижа многу за тоа. Важно му чури од джачето 600 милиони долари вреди, сигурно Deep State тука помогнале, барем околу првите 100 милиона, нели, доека ги наталожи, доека ги натапка, а после е лесно, нели. Пара на пара иде, баш кај Зеленски, нели, мислам само во презиме, тоа Зеленски на долар те потсеќа, нели, тоа. Па си реков вака, ако може Зеленски да биде председател на онолкава Украина, можем и ја да бидам председател на Македонија? Нели, барем духовен. Па овој џамите љубави што седи на водно и онака не е председател на Македонија, туку на некоја негова држава со другар му Зоќе. Јас почнувам кампањата со 600, ама денари. Толку имам у джеб, 600 денари, една 500-ка, една 100-ка, нели? Ама затоа ви имам вас, моите верни патриоти македонци, но и тие што не се македонци, но се честни луѓе, домаќини, еснафи, родители, деца, нормални луѓе. Тасерски за председател, запамтете го ова. Еден ден јас има да ја водам оваа држава и ќе просперирате сите. Абе, ќе ни се прелева од джебовите. Секој ќе има ко Зеленски по 600 милиона на сметка, а не милиони евра, не денари. Значи, сега ако ја почнам кампањата председателска, мислам на следните председателски избори, и кој ќе изгуглате, можам да ви ветам само едно, кој ќе изгуглате, нели, за мене, за мојата кампања колку чини. Ако изгуглате, ќе видите дека на вистина чини 600 денари. Мислам, толку е. Сега фалат неколку нули, нели, за вистинска кампања да биде како што ги прават овие наши, ама сега тоа е тоа. Ќе победиме и со 600 денари. Човек, нели, надежта последна умира. Ај сега Зеленски да те видам. И нема јас да се... Пазете, ова морам да ви го кажам. Ако јас бидам вашиот председател, со Путин нема да се карам. Нема да се карам. Ја може сум комичар, ама не сум будала. А сега Путин ако нешто премногу па ми сгазне на жулј, па сега има да зашла, па мислам како. Што мислите вие? Ја прво што ќе направам као председател, какво НАТО бе, одма се тргаме од НАТО, не сме више НАТО. Има одма оружје да купам, најсовремено. Од Путин. И ако Путин ми знаме, со тоа оружје ќе го затепам, со неговото оружје. Види, тој знае, ама тој не е будала да се рчне со мене ако ќе бидам председател. Па тој знае, овие првите атентатори, овие гемиџији на европско тло од каде биле? Од Македонија, нема да му падне на крај на памет.
Македонската нација има многу имиња со кои многу не се гордее. Некои ја викаат измислена нација, некои ја викаат бугарска, некои јужно-србијанска, некои граѓанска, некои велат сме турлитава нација, гравче тавче нација, но по се изгледа ние не сме ништо друго, туку тастатура нација. Мудрите велат ниеден проблем не се решава ако не му погледнеш во очи, ако не внесеш мудрост, храброст да го решиш. За решението треба да се бориш, да излезеш на улица, да викнеш, да се спротивставиш, да не размислуваш, да не калкулираш. Не. Калкулантите секогаш го јадат стапот, и по долгиот и по краткиот. А за да го сториш тоа треба да имаш храброст. А за да имаш храброст треба да си независен, слободумен, демократски воспитан и да не потпаѓаш под лажните идоли. Да не бидеш како некои кои се представуваа за храбри џомити ги решиле проблемите, а всушност одобриле се што им побарале и го смениле името на паркинг и за тие свој демек храбри одлуки ја ограбиле државата, својата држава ја ограбиле, пичвас ја направиле и ја донеле до питачки стап. Од таквите не можеш да се бориш од дома. Не можеш да бидеш скриен за тастатурата на компјутерот и само да мрчиш. Не можеш да мрчиш, не можеш. Ама чекај Сашо, па ти си за тастатурата и само мрчиш, ке ми речат некои слободумни граѓани. Да, мрчам, ама ја мрчам со име и презиме, со сите штети по мојата безбедност што ми ги носи тоа мрчење. Мрчам по телевизија, мрчам на улица, мрчам у сладкара, мрчам у бурек-джилница, мрчам кај матичниот, мрчам сегде, мрчам на гинеколог одам и тамо многу мрчам, тамо најмногу мрчам. Мрчам секаде каде што треба да дадам отпор, за разлика од моите сограѓани кои се претворија во тастатура нација, најчесто скриени зад лажни профили и зад лажни аватари. Се прашувам, ако ние требаше да се бориме за својата слобода, дали ќе останевме дома за тастатурата да мрчиме? Стратезите, познавајќи не колку сме јаки на пишување, ќе не решија во два потега, ќе исклучија струја, ќе исекоја интернет и ќе го снимаше отпорот. Башка и зејтинот и брашното ќе ни се расипеа, не ќе можевме леп да замесиме. Дали тогаш, драги мои тастатура револуционери, ќе излезете надвор или ќе се криете под Јорган планина додека ве сексаат во здрав мозок? Зашто ако не станеме од компјутерите, наскоро ќе изгубиме име и презиме и јазик и народ и нација, па макар била тоа само тастатура нација. После ќе мора да учите други јазици, да пишувате во други фонтови, туѓи фонтови, да учите туѓи химни, да знаете туѓи географии, за туѓи бели дворови, да си копате црни гробови, затоа што тастатурата нема да ви важи, ќе ви треба нова тастатура, бугарска, далеку било, или албанска, и тоа далеку било, англиска, руска, видиш ја за руската што... Све едно се. Битно, ова на Кирил и Методи тешко дека ќе ја чукате. Народ кој ќе преспие на тастатура се буди во туѓа држава. А овој клип е посветен на едни момци кои што се уште лежат по затвори затоа што не знаат да чукаат на тастатура, туку беа на лице место, која беа проблемите тогаш на оној 27 април. Романтика. Колку е убаво да си мајка. А јас гледам, ова е Слаки, знаете, Слаки е ова, да, Слаки. Слаки, нанеси, сега мама да каже нешто и после, ти нанеси, не ме слушај. Гледам по медиумиве, голем дел од северџаните синхронизирано кукаат и плачат кај невладините дека голем дел од македонската јавност ја навредувал Славјанка. Ти бе немој да плачеш, па не мислам на тебе, јас мучи, ајде, Значи дека ја навредувал Славјанка на родова основа, односно дека ја навредуваат затоа што е жена, нели? Поради стилот на облекување, поради физичката, нели, состојба, изгледот. Па господа северџани, не е баш така.
Славјанка никој од нас не ја критикува ни затоа што е жена, ни затоа што нели изгледа како што изгледа, ни затоа што облекла фстанче какво што фстанче нели облекла. Таа е критикувана дека е атлантист. Дека е дел од оние кои што ја одобрија промената на името. Дека е дел од оние кои клекнаа пред шовинистичките испади на нашите соседни држави, кои што им прифатија се што побараа од нас, колку и да тоа беше понижувачко и навредливо. Славјанка е критикувана, драги мои, дека позицијата која ја има и функцијата која ја извршува, поради таа функција и поради начинот како ја извршува таа функција, не се возбудувај, Слаки, не се возбудувај, не мислам на тебе, не се возбудувај. Нани. Значи, критикувана е заради функцијата што ја извршува, затоа што таа функција ја извршува, како да ви кажам, не ја извршува како што треба. Од тука да ви објаснам една главна работа која вие мислите дека некогаш ќе ви помине и дека ќе се заборави и дека сме исти. Ние сме исти. Мислам исти во нели во овој антрополошка смисла сме исти. Вие имате две очи, ние имаме две очи, вие имате глава, ние имаме глава, вие имате две раце, ние имаме две раце. Ние имаме мозок, вие сега добро, може мозок баш и немате, ама генерално сме значи исти. Исти. Значи homo sapiensi, нели? Ама вие заборавате дека ние сме мнозинството. Не вие, кои што како малцинство решивте да го промените името на државата, нели, и да клекнете пред нашите соседни држави за да им правите Хонолулу. Тоа што вие го направивте на Македонија е непростливо. И вашите финти, ајде, нема врска човече, па дај да гледаме во иднината, да не се вртиме назад. Па што е важно што бараат овие бугариве да си ја дадеме историјата, да кажеме дека Гоце Делчев е бугарин, дека нели Илинденското востание е бугарин. Што има везе бе човече, дај бе човече, Европа иде напред бе, 21 век бе, уште ли ќе се враќаме у 19 18 век бе. Многу е глупо бе, дај напред да гледаме. Овие финти, овие мантри не ви проаѓаат одамна, прочитани сте како селски буквар и никогаш повеќе нема да биде исто и нема да има мир овде. А за тоа што нема да има мир, вие сте криви и никој друг. Никој друг. Вие фактички со овие договори што ги потпишавте со Грција и Бугарија, направивте мирот во наредните 20 години во Македонија да виси на Дамоклов меч, на влакно да виси. А Македонија порано беше една поезија, едно семејство со име и презиме. Да, со несогласување имаше, тоа е точно, имаше и караници, имаше и терање во 300 овие мајки шајки, да, тоа го имаше, нели? Тоа беа тешки времиња, но истовремено беа и убави. Знаеш, струеше во воздухот една романтика, љубов. Се пеа песни, имаше музика, имаше големи спортски успеси. Се кренавме како птицата Феникс од пепелот. 2/3 од светот ќе препознава Македонија како едно мало семејство, оригинално само по себе, со сите разлики културни, социолошки, етнички внатре во неа. И што се случи? Што се случи? Слаки, мирна, нанкај, да заврши, мама, ќе ти дам зелена тревичка да се напасеш, зопца да се најдеш, водичка да се најдеш, само да завршам сега. И што се случи? Што се случи? Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Полукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското востание, преку Првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до 91 кога се формираше она Република Македонија, на која што после вие го избришавте името најбезобразно.
Вие ја предадовте Асномска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате, нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот, нема ни да му прости никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светом, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското восстание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. И сам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети, кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, емитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочо, трас, бум, бум, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава. Тоа сте вие. Крај, the end. Конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не величи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам. Тоа беше се, народе македонски, за денес и сите пријатели нели на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот. Буквално од Нов Зеланд до Камчатка, нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи осегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна. Народе македонски, за какви идеи си ти?
Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајда или кавал? Или како дудук? Како тебе, народ? Абе, Сашо, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно, но понекогаш е неопходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук пар екселанс. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето се стега околу вратот полекано здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам, нели на се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Не. Па што мислите, дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не може ли и тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле наместо да одат на hard work, правец у казиното позади темни стакла. Влези у 7, излези у 5 поручек. И како што вели рекламата, кој игра, добива. Си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува за штедата, па кој ќе ја спичкаш за штедата, ги коцкаш парите од децата од мекици што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ќе ги прокоцкаш, се зајмиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари одиш право, продавницата за пари за бескаматен кредит кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавате, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се закануваат дека ќе ги отпуштале тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ќе се вработат во КАМ и други маркети и ќе земаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ќе се заебаваат со киселото млеко, дали му е помина дрокот, или со пензионерите, онака дали нешто е поевтиното денар или два. Поборувачката за работна сила во Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власта и државата се надеваат на малку среќа, притоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари, да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи онаа малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте. Ама кај вас се губи, добива тука и тама некоја будала почетник, инаку како да објасниме онаа милиарда годишно што ви е официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, кладилници, продавници за пари. И по некоја чора пара тука, сиротиња, што ситно да си купи 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училиште со своето дете по партизански, налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите, со празен поглед, туп. Демони излегуваат вака од нив, демони, со темни подочници во 7 часот, а малиот ваш ве прашува, татове, шо е ова, не сме училе за ова на училиште? А ти му одговараш, видиш сине, ова од кај што излегуваат чичковците, едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари и се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку среќни излегуваат надвор, тоа демоните вака опека на рамења, вака им седат, вака. А тогаш малиот ви вика, а чичковците, тато, добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца.
Нели, гледајќи ги чикшковците како пребираат по джебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега немаш што да му кажеш на син ти, му велиш: сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој: не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурекчилницата кај кладилницата. Чути, викам, добре, барем бурекџијата останал до кладилницата. Аха, тикви шарени останал. Затворил и тој бе. А од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливчеве Дзволе, Кецу, 2 твенте, 2 од 2, 3 плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема, продавница во затворена. Сине, идеме. Деновиве ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обраќа на еден копил: абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно: не бе! Па, оди бе, праше го татко ти. Нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот такис и по сокот Прима. Го прима, добре. И се би било тоа окей, под девизата, нели, младост, лудост. Нели, се да се проба. Само ако чипсот такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката Прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шеќерна водичка, во време кога луѓе претураат по контейнери, а општеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со СМС пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама што бе тутурутка треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 fucking грама чипс? Абе, од златен компир бе, дечки, да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа тинтарите бе. Абе, не бидете толку не бидете ко да бе правил глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиња и свињи ко тартуфи што бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари, бе 10 пати помалку од 400 денари, односно според пресметката овој компир би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат како тој чипсот. Какви тартуфи, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено Прима. Пола литра оранжада, рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу, курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астолот на Наполеон, пример, ти донесат. Кога го изалкала по таму у Русија. 7 евра бре, лименка бе. Абе, 7 психијатри треба да прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама реков, не се нервирам појче. Не се нервирам појче, така реков. Кај гол Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме затоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалок за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го нова амбалажа го ставивме во лименка, да биде тоа многу помодерно.
А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, кршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе сега бе... Да, тоа ви е мистеријата. Од кај сега салеп па солен? Зошто е солен? Солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долчевита, прекрасен. Нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благ живот, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме салеп, бе. Секој дневно голтаме салеп. Само кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеп на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе, органска работа. Ќе се исуши, можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гъташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа. Ама капка! Не остаа нашите да капне, преубав беше, мислам, стварно, и грците тоа, каков салеп еден им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзадзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, малце така по... Добро, марамараско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после уста не им се отвараше кога се врати од Преспа. Толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кога се вратија после нивица тука, многу не збореа ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салепот назад. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Чути што ми текна на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фејсбук. И децава е упав да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, таки сприма го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално у тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека може тоите нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја до душа за тоа па слушам, викам, кога се Северина на видео клипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текне, ама добро. Викам, не, зашто не и верувам, мислам. Така.
Магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е бе следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда. Ме упичку матар. Од која знаеме за себе сите се плашат од нас? Се огласи пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: "Хој ти, ле. Лоп, 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 машки стоп. Лоп, 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 лоп. Лоп, 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 машки стоп. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда, освен оној Зеленски. Епа војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кој никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа ни го начука Дик Трейси. Дик Трейси до крај. Немиен. Кој знае по кој пат. И така, СДС кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трейси. Договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел. Па добро, сега не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си га бара, тој ќе си га најде. Се вратија со еден поголем компир, очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трейси. Или не беше компир? Абе, битно на... битно на К беше. Јебика. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учение, не е опозицијата виновна. Таче, туку работата е во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот на крај е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти га викам вака. Повалем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче, после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш.
Ти не знаеш што е морал и доблест. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000 и тунел кон Косово, 200 милиона. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квиснишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебото од 43 денари. Си викате, битен и датум ни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Таа ЕУ прави како што ќе им кажат сад. Тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадарфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пусис. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате сега зашто седат на страна и фаќаат сеир додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел. Лапни си Дик и Трейси. Влада на Република Северна Козебина. Си пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно: УДБА не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: Хој ти, леле, 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 леле. Ова ој ти, леле, леле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не искача од едно место на министерот да крикне: Сите сме УДБА! УДБА е нашата судба! Тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што УДБА е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомењам. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равенката тогаш е многу едноставна.
предавници, плюс кодоши, еднакво удбаши. Цирка пола население му доаѓа тоа. Па како? Тогаш, министре, нема удба во Македонија кога пола население ти е удба, бе. Да не зборуваме од дуи што се суди и муди, што порано биле на листата на удба, бе. Ги знаете, сите се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитејќи државата. Дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде, искодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, при тоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. Ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите при тоа се убедени дека го прават тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го плаќате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги плаќа новите пасоши? Јок. Дали губите здравје и пари? Да. Па по што се разликува онаа удба од оваа наша црна судба? По ништо. По ништо. Лоп лоп лоп, машки стап, лоп 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 лоп, машки стап. А плюс службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, палчовци, плачковци што убиваат деца и кога уште не. Кој знае каде ќе заврши таа приказна? Од старите сме слушнале дека некој удбаш го отерал некој чесен човек на Голиоток само за да му ја напучи жената. Го пратил на Голиоток за да му ја напучи жената. Да го збардиса додека тој чука камен на Голиоток. Од снимките на Зајко, звани Жуто комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакал ги сотреле, море. Намади на голи мазни бричени, ги клаеле, ги напучиле, Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овдека се вика СС, овдека се вика Free Sex. Исто бе, проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие, а ако нема кодош, има некој Александар Антич од диаспората, од Швицарска. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошол низ рацете на службите, дел нашите, дел од овие од калето, ама удба си е удба, бе, таа е вечна, неуништива. Никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучит жените на овие што ги праќат на Голиона. Ама удба никој не може да ја напучи. Никој. Таа само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лап лап лап, машки стап, машки стап.
кажала дека кога првата вакцина што ја примате AstraZeneca, а втората BioNTech Pfizer, нивото на антитела се зголемувало многу повеќе од очекуваното. Може значи комотно после на инфективно без маска да се шеташ и со тоа болните 3 пати православно да се љубиш. А ако се муслимани, можеш и рака да им бациш, и тоа не прскана со средство за дезинфекција. Интересно, пред некој ден имаше во медиумите дека некој наш прво го вакцинирале со AstraZeneca, ама после му бапнале Спутник. Од ова изгледа не се прават антитела, зашто Неџат Јовановиќ го нема одобрено овој шприцер од вакцина. Може само Астра со Pfizer да се меша и Джонсон и Джонсон тоа шампончето и толку. Нек си се мешаат тамо руси и кинези, смета Неџат. Спутник и Синофарм може, ама со таа после можеш до душа да мезиш и пржен лилјак со водка, имаш антитела ко антихристот лично. И Синовакот не се меша. Они така е лајт, лесна комбинација за сиромашни. Да не се буна дека ги акнале со дестилирана водичка, па и ке ги акнеме со Синофак. Заев објави дека можело да се оди во Грција и со тест за антитела, ама грциве таков шприцер не признаваат. Само узо име такса, односно само сертификат и прц тест за 2600 денари. Може ќе попуштат ако се пријавиш дека Македонија е Грчка и дека е соседна земја кој што си пишува уредно на таблите кај нив. Или ако кажеш дека си пријателска земја со државјанство 3 цртки или популарно кажано РСМ. Тоа РСМ мене ми звучи искрено како ракометен сојуз на Македонија, ама екипава што е на власт го форсира деме ке се одомаќинело, како порано СФРЈ што се одомаќинило, нели? И никој повеќе немал да не вика Југославија, Македонија, де? Разбирате што мислам. Мислам дека дефинитивно на граница ќе не пуштат ако ко луѓе си се кажеме дека сме од Скопје, дека сме педери, циганос или малака. Се извинувам за ова циганос од напред, им се извинувам на браќата Роми, ама сценаристов на емисијава рече дека морало така, да речам, затоа што така не му викале кога купувал некаде гиро во Грција. Само го цитирав. Така веројатно ќе се смилуваа да не пуштат и со прележана корона. 100% антитела без вакцина и тест. Или можеме да им ги пратиме парите по Western Union, а ние ќе дојдеме некоја друга година, до година, следната година, после 3 години. Златен Охрид, шубаво е тамо. Ги нема овие проблеми. Има само охриѓани. Само. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.